Бушави глави. Торта се прави од брашно, од јајце, од шекер и на крај само филуваме. Можеш да направиш торта од бисквити, торта од чоколадо. Тогаш рендаме чоколадо и орев и така врз тортата и многу е вкусно. Јас често правам торти со баба ми и знам како се прават торти, колачи и слични работи. Торта се прави од брашно, шекер. Некои торти обично со мед ги справа. А најгоре става шлак. Некогаш и не мора да ставиме шлак, зашто шлагот не е многу добар за здравјето. Толку колку што пишува во рецептата. Кој исто така се мати со миксер. Јајце, брашно, шекер, боја, прашак за пecivo и се прави со во денешните торти на децата за да изгледаат повесело има и фигурички. Во меѓувреме го спремаме филот и така ставаш еден ред бисквит, еден ред фил. И после само ја украсуваме и мачкаме шлак. Не смееме да ставиме брашно колку ќе ни текне. Па може. Ја како што гледам, баба ме многу знае рецепти, многу убаво готви. И потоа ја печеме на 250. И да ги премачкаш со некој фил. За 1,5 час се таа више испечена. Прво треба да ги наредиш бисквитите во една тава. Бушави глави! Бушави глави! Бушави глави! Па еден или 1,5. Бидејќи ќе се залепи, а потоа става ред тесто, ред фил. Па се реди во една тава кај што ставаме хартија за печење и тесто. Тестото се прави со јајцата и со... Прво требаш да си ги измиеш рацете, па после да ги ставиш на маса тие работи што ти требаат, како например јајца, шекер. И после и сето тоа се мати со миксер. Па ја мислам пола сат или 1 час. А филот се прави посебно. Од шекер со некоја чашка, ама специјална чашка што има броеви на неа, например 100, 5, 10 и така ќе знаеме во колку да ставиме. Со зејтин, со јајца. Како се тортата се прави? Тортата се прави од неколку јајца, од брашно, па ставаш неколку јајца, па после со миксерот ги матиш и после се стават некои работи како брашно, какао или и други работи и се става во печката и се пече. И кога е готова, се извадува од печката и после се става фил и некои други работи. А од јајцата и брашното се прави тесто, толку колку што пишува во рецептата. Има различни начини. Ние сме и кулинари. Ние долго време живеевме во странство. Америка, Германија и множество патување и не знам у која земја не сум бил, од Азија, нордијски земји кај што сме живееле. Дали тоа Балканот, дали East Europe. Така да сите тие денови те учат на тоа да го спознаеш кулинарството. И сега јас сум голем љубител на
сладкиши и такви работи. Например, кога учев како се прави торта, купав готов патиншпањ, па правев сам своји кремови и фил во блендер со разноразни. Ако правиш торта мора значи патишпањ да се прави. Не можеш само да купиш патишпањ. Секако. Тоа е многу битно. Зависно Брашно, од кој тип на јајца, торта. млеко, што треба, шеќер и друго, така, сето тоа исто како музика, кога правиш аранжман, кога правиш некоја композиција, мора ги знаеш составните делови. Така да и патишпањот е битен, не е само да купиш патишпањ па крема да збора. Не можеш така, човек. Апсолутно. Мораш све да знаеш. Има разни рецепти. За некој треба да се искористи реалната, за некој може да се направи и директно да се става за замрзалник и да се ужива еден убав десерт. Значи умилена торта не е чоколадна, што? Да речем. Значи покаре патишпањ и чоколадна нешто. Дали е чоколада топена, дали е... Мислам, не е проблем да го објасниме процесот на како се прават тие кремови и шлагови. Не, верувам дека Тоа е многу веќе млади познато. луѓе денеска пошто е тренди да се куват. Мислам дека им се допаѓа оваа тема, пошто они можеби се гледаат себе како кувари у некој елитен ресторан или хотел во светот, значи Джейми Оливер и така натаму. Тоа денеска е претворено во наука и во забава, значи дури престиж во светот, значи со Гара, како што рече, патуваме секаде и шефовите или куварите се многу битен дел од секоја институција и многу ценети се да речеме. Значи еден добар шеф може да приготвува на кралици, на министри и така натаму и на познати личности. Така да дечки ако сте за појадењето да го правите, go for it. Најбитно од се што сакам да му го порачам на дечињата е да ги слушаат своите родители, бидејќи тие најдобро знаат што е правилно за нив во животот, за нивното здравје, за нивната иднина и секогаш да настојуваат да бидат трпеливи кон своите родители и да имат едно разбирање плюс за секое нивно укорување или некое строго однесување, бидејќи тоа е само за нивно добро и да си ги сакаат другарчињата и да бидат честни во животот и да научат да делат. Значи, да имат таа љубов во себе си, да се сакат меѓусебно, да не бидат себични и така. Се согласувам со брат ми за све. Бушави глави, бушави, 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 бушави глави.